Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видео избор ви го презентираме и светот на Македонија. Во годишниот извештај за индексот на социјалниот развој во светот издаден денуве се оценува дека висината на бруто домашниот производ по глава на жител нема големо влијание врз квалитетот на животот. Тука пред се имаат предвид можностите за подобро остварување на основните човекови потреби и права. Индексот на социјалниот развој е збир на социјални и други индикатори кои опфаќа три димензии на социјалниот прогрес: основни човекови потреби, основи на благосостојба и можности. Индексот е издаден од непрофитната организација со седиште во Соединетите држави Императив на социјалниот напредок. Во индексот за оваа година беа вклучени 133 земји во кои живеат скоро 94% од населението на земјата, плюс 28 земји за кои постојат само делумни податоци. Доколку светот би бил една држава, тој би имал оценка 61. Земјите се рангирани од најдобрите до најлошите според социјалниот развој. Класификацијата оди од многу висок социјален напредок до многу низок социјален напредок. Македонија се најде на 53-тото место во групата горен среден социјален напредок. Таа е меѓу последните во регионот од таа група. Пред неа се Грција, Унгарија, Хрватска, Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија. Оваа група инаку ја сочинуваат 25 земји. Некои од нив се од Европската унија, како Грција, Унгарија, Хрватска, Бугарија и Летонија, но само Грција е од еврозоната. Во групата од регионот се уште Србија, Црна Гора и Албанија. Во неа се вклучени земји со разни нивоа на економски развој, од Парагвај со скоро $8.000 бруто домашен производ по глава на жител, до Кувајт, кој има највисок БДП или $82.350 по жител, но е на 47-то место во врска со социјалниот развој. Тоа покажува дека високиот бруто домашен производ не гарантира и социјален развој. Најдобро пласирана во оваа група е Унгарија со индекс 74. Оваа група земји имаат генерално добро ниво на социјален развој. Просечни оценки за оваа група се 80 за основните човекови потреби, 73 за основната благосостојба и 57 за можностите. Најглавно сознание за оваа група е острото намалување во категоријата можности во споредба со основните човекови потреби и благосостојбата. Тоа особено во земјите од југоисточна Европа, вклучувајќи ги они од поранешна Југославија, каде што има специфични малцински прашања. Во врска со општествениот и економскиот развој и состојбата на животната средина, на врвот на скалата се северните земји, Норвешка и Шведска со индекс 88, а по нив следуваат Швајцарија, Исланд, Нов Зеланд и Канада. Во првата десетка се уште Финска, Данска, Холандија и Австралија. Последни се Авганистан, Чад и Централно Африканската република. Економски развиените земји, како на пример Норвешка, постигнуваат подобри социјални резултати отколку земјите со пониски примања. Сепак, како што спомнавме, самиот бруто домашен производ ни одалеку не е клучниот фактор за социјален развој. На пример, Коста Рика, која е на 28-то место, има БДП по глава на жител од над $13.000, но е на многу повисоко место на социјален развој од Италија и Јужна Кореја заедно, иако нивниот БДП по глава на жител е над $32.000. Од друга страна, Соединетите држави со над $51.000 бруто домашен производ по жител лошо се снаоѓаат во многу области офатени со индексот, вклучувајќи и областа за здравство и чувство на среќа. Соединетите држави на скалилото се најдоа на 16-тото место, веднаш зад Германија и Јапонија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија, како што слушнавте, се најде во групата со релативно висок социјален напредок. Сепак, дел од македонските граѓани се уверени дека во земјата не постојат услови за солиден живот, посебно како што сметаат се погодени младите луѓе кои чувствуваат безперспективност. Граѓаните во Македонија велат дека државата не им ги нуди основните можности за пристоен живот. Според повеќето од нив, најголема болка предизвикува нискиот животен стандард, иако според индексот на социјален развој, тој не е клучниот фактор за социјален напредок. Не нуди никакви услови. Поготово последниве години нема никакви услови за солиден живот. Не јавуваат некои инвестиции, не знам какви, по 10.000 ги плаќаат. Ја не знам со 10.000 денари како можат решинските трошкови да ги покријат.
Многу ми е жал што мора тоа да го кажам, меѓутоа не нуди. За нас возрастните можда и не е толку опасно, меѓутоа за младиот свет е навистина. Не ги теравме навистина да завршат високи школи, ама сега е лошо ова вработување нема. Се жалат луѓето, нели? Уствари половината се жалат, половината не, очигледно на тие што се, не знам, ај се да речем, можда блиски со власта или во моментот на кој што им иде добро, сигурно многу го си живеат. Дел од граѓаните велат дека се задоволни од она што државата им го нуди како основни човекови потреби. Сметаат дека имаат доволно права и слободи, но кој повеќето од нив чувството на среќа е непотполно, па затоа бараат излез надвор од границите на земјата. Кога ќе земеме глобална, никој не е задоволен од тоа што се случува. Значи, премногу се троши на работи кои што навистина не се потребни за никого од нас тука реално и немаат никаква ефективна важност и вредност за понатаму и како ќе значат понатаму. Да сега задоволство не се наоѓа затоа што млади луѓе како нас те бркаме документи за наваму, за натаму, за се гледа се само да не се остане тука затоа што ништо веќе не нуди држава. Јас сум тотално разочаран, барем последниот 10 години. Мислам дека не нуди оноко како што нудат другите земји во околината околу нас, да не се мериме со Европа, него со нашето окружување, кој беше многу позади нас, меѓутоа сега не стига и не занимава. Социологот Илија Ацевски пак вели дека за општествата како нашето вообичаени се популистичките кодови на управување. Од тука Ацевски објаснува дека можностите кои во моментот ги нуди државата задоволуваат само одредени потреби на граѓаните, но тие не ги решаваат фундаменталните прашања. Овие режими, овие системи од тој пред они тешко прогресираат. Затоа што вие навикнувате многу категории на еден, како би го наречам, ајде се условно паразитски живот. Тоа значи дека ние субвенциите во земјоделството не е поевтинија храната. Во тоа е проблемот. Дури сега имаме уште поголемо увоз на храна. Тука таа интервенција не е создадена суштински, да речеме, во еден поголем ангажман на луѓето за поевтино производство, за, како би рекол, за повеќе производство. Тука едноставно ние чекаме некој, односно тие луѓе чека некој нешто да им даде. А дали тоа ќе го ефектуираат понатаму, тоа е друго прашање. Ацевски вели дека она што надлежните го прават е задоволување на потребите во една политичка смисла, поради што отсуствуваат елементарните параметри за социјалниот концепт на развој. Токму затоа професорот Ацевски заклучува дека овие мерки имаат само краткорочен ефект, кој не е вклучен во основите на реалниот социјален развој. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.